почитувана македонска јавност, еве денес во рамките на обележувањето на светскиот ден на мозочен удар, 29 октомври, клиниката за неврологија во соработка со Министерството за здравство и Македонското невролошко здружение организира настан кој што има едукативна цел, односно подигнување на јавната свест за значењето на мозочниот удар како болест која што е многу честа, односно една од најчестите по инциденца и најчесто по причина за смрт, но исто така и болест која што е број 1 во светот за инвалидитет, па и кај нас. Во таа насока, Универзитетската клиника за неврологија, како највисоко установа од оваа област, има и обврска да го едуцира населението за значењето на мозочниот удар, за најчестите симптоми, знаци и третман. Впрочем, и мотото на овој денешен настан е мозочниот удар се лекува. Професор Анита ќе ви каже повеќе околу симптомите, знаците и начинот на лекување на мозочниот удар. Сум професор доктор Анита Арсовска, шеф на оддел за ургентна неврологија при Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. Секоја година нашата клиника, Сдруженијето на невролози, како и Македонската асоцијација за мозочен удар, се приклучуваме кон обележување на светскиот ден на мозочен удар, кој што е 29 октомври, а зошто бидејќи мозочниот удар е една од најчестите причинители за морталитет и кај нас и во светот. Ние како земја спаѓаме во средна инциденција и преваленца на мозочни удари и многу е битно да се знаат симптомите и знаците на мозочен удар, а тоа акутно настанување на парализа на едната страна од телото, понатаму искривување на лицето од едната страна, одземен говор, во некои случаи може да се јави и главоболка, нестабилност, проблеми со гледањето и слично. Факторите на ризик за мозочен удар може да ги поделиме во две големи групи, тоа се модифицирачки фактори на ризик и немодифицирачки на кои што не можеме да влијаеме. Меѓутоа, можеме да влијаеме на покачениот крвен притисок, кој што е најголем причинител за мозочен удар, понатаму покачените вредности на шеќер во крвта, покачените масноти, заболувањата на срцето, на крвните садови, пушењето, понатаму стресното живење, денеска сите сме изложени на големи стресови во секојдневното живење, како потенцирани аерозагадувањето, како веќе etaблиран фактор на ризик, и сите овие причинители можеме да ги спречиме и над 90% од мозочните удари на ваков начин може да се превенира. Кажете ми, колку случаи се детектираат на клиниката? Дали месечно, неделно, Можем да ви кажам, во глобални рамки во Македонија имаме околу 5000 на нови случаи на мозочен удар годишно, што значи дека спаѓаме во земја со средна инциденција и преваленца, а тоа значи 200 до 300 мозочни удари на 100.000 жители инциденца, односно појава на нови мозочни удари, а преваленцата изнесува 500 до 600 на 100.000 жители. А во однос на нашите женски поли, во однос на средната популација? Секако дека ниту една возраст не е поштедена од мозочен удар, значи може да се јави и во детска возраст. За жал, ние на клиниката ги третираме случаите над 14 годишна возраст и тие не биле за жал нашите најмлади пациенти, а во однос на тоа дали мажите или жените се повеќе застегнати, околу 60 до 69 годишна возраст мажите се позастигнати, меѓутоа како се зголемува возраста, жените почесто страдаат од срцеви заболувања и атријална фибрилација, така да во возрастната група жените се позастигнати од мозочен удар. Ще ми прашаја дали е по место на границата и дали е поголем бројот на помлади лица што добиваат мозочен удар. Во споредба со претходните години? Во споредба со последните години, мислам дека тука се бројките, значи не можам да кажам дека е по место на границата, меѓутоа тоа што е интересно да се напомене дека и класичните фактори на ризик се присутни и во помладата популација. Кога зборуваме за млада популација, зборуваме за возраст по 45 годишна возраст. Постојат ли некои начини, односно некои работи што треба да се преземат кога некој доживува мозочен удар? Да, значи многу е битно времето и заради тоа и нашата кампања веќе со години благодарение на сестра Гордана, нашата главна сестра, FAST, значи Face, Arm, Speech и Time, го преведовме во брзо, значи тоа брзо препознавање на симптомите и знаците, односно одземен говор, искривување на лицето, парализа на раката или на ногата и треба што побрзо пациентите да се донесат во најблиската здравствена установа, односно конкретно во Скопје, тоа сме ние клиниката за неврологија,
каде што доколку се работи за исхемичен мозочен удар во првите 3 до 4,5 часа од почетокот на симптомите може да се аплицира интравенска тромболиза, а тоа е средство за разбивање на тромба. Колку рано се диагностицира? Рано се диагностицира со помош на неуроимиджинг диагностички методи, односно се прави компјутеризирана томографија на мозокот. Имате прилика да ја видите нашата компјутеризирана томографија на мозокот и доколку пациентите ги исполнуваат инклузионите критериуми, ние си имаме и протоколи како тоа се бодираат пациентите, како се испитуваат и доколку ги исполнуваат тие критериуми, веднаш се пристапува кон аплицирање на интравенска тромболиза. Директоре, денеска во другата амбуланта, каде што се одвиваат прегледите без упат, имаше над 42 пациенти до моментот додека бев таму и им беше кажано дека доколку до 12 часот не се стигна до број 42, нема да може да се прегледаат, а имаше луѓе што чекаат. Не вака, значи денес во рамките на денешниот ден ќе биде пуштен во употреба и новиот доплер апарат кој што има исто така прегледа за да видите, така што дел од пациентите ќе се префрлат сега тука и ќе бидат сите во рамките на денешниот ден видени и ако е потребно и после тој период ние не сме ограничени дека до 12 часот и другите ќе останат населението и што на некој начин успеа нашата кампања да подигнеме свеста за значењето на мозочниот удар и за значењето на превентивните прегледи, воопшто скрининг прегледите кои што се од исклучително значење за секој третман на секој заболување. Така што во тој дел сигурно сите пациенти ќе бидат видени. Кога пациент има мозочен удар, има индици за мозочен, се вика брза помош. Брза помош го носи кај вас. Тука не достига магнет, колку што знам, па мора да го препраќаат, да го шетат. Што работите еве вие како менаџер на оваа поле, бидејќи тоа е неопходно? Да, видите, во однос на диагностиката на мозочни удари, ние имаме соработка и со Институтот за радиологија. Меѓутоа, со оглед на бројот на пациенти, не секогаш протокол на пациенти, односно добивањето на резултати е така брз и едноставен. Во таа насока веќе има некоја идеја за да се набави магнет кој што ќе биде исклучиво за клиниката за неврологија. На тој начин би се подобрил квалитетот и на пациентите, односно на добивањето на услуги, но исто така би се растеретил и рентген институтот, бидејќи тие пациенти кои што бараат магнетна резонанца, сега и единствено се сликаат само на рентген институтот, но јас сум само 2 недели на оваа функција, сме и во време на избори, така што после овие вториот круг на локалните избори ќе разговараме и со министерот, доколку има можност да се набави, тоа би било навистина за окружување на тој еден процес на диагностика на нашите пациенти. Значи денеска сме тука на Универзитетската клиника за неврологија да назначиме заедно со професорката, со директорот и со сите вработени тука светскиот ден на мозочен удар. Знаете дека ние здравствениот систем не го гледаме како систем за лекување, туку исто така систем за превенција. И затоа скринингот и вакви денови назначени за различни болести многу ни се битни и сакаме заедно да имаме интеракција со населението, со нашите граѓани, се со цел да ги информираме и да ги едуцираме како побрзо да се препознаат таков тип на заболување и каков тип на начин на живење, на исхрана, на активности треба да имат се со цел да се избегне таков тип на заболување. Денеска сум едноставно фасциниран од инфраструктурата внатре во неврологија и активностите кои што директорот ги има. Веќе за кратко време успеа и да се организира овој настан денеска, но исто така и да се реорганизира внатрешните процеси за да може да се оптимизираат услугите кон оваа институција. Е многу малку и дека тоа се недоволно видат искусни доктори, дали се консултиравте со деканот на медицински факултети, зашто токму ваква одлука да се намалат специјалистичките студии, дали ќе има нешто можеби подобрување во системот на студирање? Благодарам многу. Да, ние мислам дека од втората недела како министер за здравство, знаете дека имав активни средби со сите здравствени институции на ниво на државата. Исто така знаете дека нашата методологија на креирање на политики во здравството мора да биде базирана и е базирана на податоци и на потреби на здравствениот систем и верувајте дека едно од барањата освен човечкиот фактор во здравството беше намалување или реорганизација на специјализациите на ниво на државата
и тоа е заради здравствените институции кои што ги имаме надвор од Скопје или од клиничкиот центар или од поточно од терцијалното здравство, заради тоа што имаме веќе креиран профил на доктор кој што ќе работи во внатрешноста во некоја од здравствените институции во внатрешноста, кој што нема да може да дежура и нема да може да нуди дополнителни услуги со тој факсимил, бидејќи е специјалист, например невролог, и нема да може ништо друго да прегледа и да нуди здравствени услуги. И барањето од здравствените институции, исто така и со нашата средба со лекарската комора, со универзитетите, беше да се анализира целиот курикулум и времетраењето на специализациите, се со цел да може да одговараме на потребите и на инфраструктурата во нашата држава. За две работи, според стручњаците, ќе придонесе овој начин на овој процес на реорганизација на специализациите. Прво ќе имаме општа специализација, 4 години или 5 години, зависи од работната група како ќе одлучат. Ќе имаме кадар кој што ќе работи на секундарно здравство и ќе може да нуди услуги, фактички тој момент ќе ни биде покриен. И вториот момент е субспециализациите ќе бидат реорганизирани по потребите на терцијерното здравство. Знаете дека тренд во светот и здравствениот систем е организиран врз основа на барања и на инфраструктура. За жал кај нас во тој период најверојатно е направен копи-пест од ЕУ директивите за специализации, а нормално после 15 години да се ревидираат уште еднаш, и еве во моментот тоа го правиме. За кратко време, ценам дека за месец дена ќе излеземе во јавноста со нов пристап кон специализации и курикулумот во нашиот здравствен систем. Министре, за случајот на клиниката за неврологија со професор доктор Игор Кузмановски, што е ново што може да соопштите? Па денеска една од точките на заедничката средба со директорот беше и оваа точка. Веќе директорот ме информираше дека има внатрешни процеси, административни процеси, штом ќе завршат тие, ќе ви известим. Тоа дисциплинска е? Се уште нема дисциплинска комисија креирана, ценам дека овие денови ќе биде истата формирана и понатаму, бидејќи докторот моментално е на боледување, така да по враќањето на работа најверојатно ќе почне и тој процес.